Актуелниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски најверојатно изборот на Зоран Заев за премиер на техничката влада, доколку лидерите постигна договор за брзи предвремени избори, дознава Алфа. Според нашите информации, останатите луѓе на кои се потпира премиерот, односно кои би ги заземале клучните заменички позиции во пржинската влада, би биле поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски и актуелниот вице-премиер Кочо Ангјушев. Кои заменички позиции би ги зеле, засега не е одредено. Спасовски, Николовски и Ангјушев, според нашите информации, се луѓето од најголема доверба на Заев и изборот да ја контролираат техничката влада паднал на нив, додека крилото на вице-премиерката и министерката за одбрана Радмила Шекеринска би си ги задржало своите позиции, но не би биле клучните играчи за избори. Сепак станува збор за неофицијални информации, а во исто време можно е на ова сценарио да се побуни ВМРО ДПМН, со што на Заев би му се растурил планот. Вчера премиерот Заев вети дека ќе ги почитува законските процедури кои предвидуваат пржинска влада која ќе трае 100 дена. Според законот донесен во 2016-та, Заев ќе треба да замине од челната позиција во владата и да назначи технички премиер, и тука во игра влегува Спасовски. Опозицијата во техничката влада би добила 5 министерски места. ВМРО ДПМН ќе има министер за внатрешни работи, за труд и социјала, како и заменски министри за финансии, земјоделство и администрација. Иако лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во изминативе месеци собра околу себе тим од експерти, академици, политичари и јавни личности, засега не се знае кој од нив би ги презел овие функции. Власта, односно СДСМ и ДУИ во МВР и труд и социјала ќе имаат заменски министри, а ќе ги задржат министерските позиции во финансии, земјоделство и администрација. На некои од овие позиции би дошле Николовски и Ангјушев. Министерот на ВМРО ДПМН во МВР ќе има право да направи најмногу 15 разрешувања или распоредувања во полицијата, а ќе може да изврши и хоризонтално распоредување базирано на просекот направен последните 2 години. Одлуките во ова министерство ќе се врзани на власта и опозицијата. Доколку лидерите на политичките партии усогласат брзи избори, тие најрано би можеле да се одржат на 8 февруари 2020 година, а техничката влада да се избере за една недела, односно на 28 октомври.